Pride is the devil, and it left so many R.I.P. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Значи за мене ова е дефиниција онака како треба да звучи една песна која у исто време има поента, има силна порака, има добар фичер, е кечи, е енергична, е оштра. Двајцата артисти се на ниво, онака дефиниција за, ќе кажам, 10ка песна. Онака. И на крајот на денот не се плаши да реупотреби бит кој што веќе го имаат искористено и тоа на прилично доста познат албум. Од пред една година. Од пред една година кој што реално и се уште е актуелен. Тоа е албумот на Мине, насловен Limbo. Ги имаме пуштено тука, го имаме зборено. Дури песната Candy Side ја ставив на мојот последен микс кој го направив заедно со брат ми Ведран. Така да мене ми ептен свежа и кога го слушав прв пат албумот, кога почна, си викам чекај да не заврши албумов, од кај ми се префрли се на Мине, али кога видов си викам чекај, Lil Baby се на ова ќе биде? Да. И мене ми беше тоа реакцијата каде што кога не бев свесен дека Lil Baby може да заврши на ваков бит, но и тоа се случи. Но интересното е што Lil Baby си има многу сериозно земено оваа задача и си го има доставено своето домашно кој што треба и многу поише од тоа, бидејќи овде се гледа дека знаеш како е поише е како класична соработка каде што Lil Baby сакам да ми гостуваш на албумов, повели ова е тоа, но на крајот на денот овде Lil Baby као се надоврзува на J. Cole, као влегува во својот врз, е феноменално и мислам дека тоа е реток момент каде што уште еднаш покажува Lil Baby дека е рапер многу сериозен и дека не треба да се потцени и дека е многу поише од рапер. Во смисла каде што има контент, има многу онака conscience во неговите текстови. И мислам дека луѓе не треба и не можат веќе да го негираат дека не е тоа што уствари тој вели дека е. The bigger picture, брат, да не збориме. Една од најдобрите траки за 2020 година. Мислам дека влијанието, песната има големо влијание во тоа во менује на погледи на стварите, бидејќи мислам дека за Lil Baby, иако он 100 пати има докажано дека е повеќе од тоа, ова е уште еднаш да доеш на ваков албум каде што има само неколку гостувања, да си ја завачиш домашната како што треба. Во исто време му дава и некој таков под наводници стрит кредибилитет на J. Cole, бидејќи Lil Baby е еден од најпопуларните артисти, доста слушан, да речеме на улицата во Америка, во клубовите, и е win-win, и мора да се каже дека сите фичерс на албумов си ја завршиле работата како што треба, што многу ми се допаѓа бидејќи знаат каде доаѓаат, знаат дека доаѓаат кај J. Cole на албум. Абсолютно. И не може да е подпросечно. Мора да е солидно. Ја тоа го кажав. Овде има две рап фичерс и тоа едната е 21 Savage и другата е Lil Baby. Може ли да бидат било кои? Значи J. Cole има премногу соработници, го има целиот Dreamville Camp. Тој на крајот на денот за 12 траки си има одлучено за 21 Savage и за Lil Baby. И тоа мислам дека кажувам многу бидејќи сигурен сум дека имало многу голем круг на луѓе кои што сакале да влезат на албумот и сакале да бидат дел од него. Но на крајот на денот J. Cole ги држи сите онака во своите раце, ја држи целата креативна контрола и намерно има одбрано. Не се тие сосема случајно овде. 21 Savage знаеме од каде доаѓа, знаеме дека доаѓа од Алат, но 21 Savage тоа што го прави овде на овој албум е многу поише од тоа што беше на Алат, каде што таму J. Cole некако мене ми ја го зедех шајнот на таа песна, но овде е сосема поинаку и не верував дека е тоа возможно. И овде, и тоа ми беше една од тоа ми беше еден од коментарите за целиот албум каде што J. Cole буквално од two features беше два пати убиен од неговите гостувања и тоа го тврдам дека 21 Savage тоа што го направи на My Life е многу поише него ли J. Cole тоа што го направи на истата трака, иако е J. Cole феноменален, 21 Savage таму буквално in its own lane и си прави тоа што си прави. Многу ме радува дека веќе луѓе кои што се сертифицирани како трапери и кои што имаат таа етикета си излегуваат од тој лейн и се докажуваат дека уствари се многу поише од тоа и едноставно луѓе old heads како и да е, луѓе што не ги почитуваат, мора да прекинат и не можат веќе да ги негираат дека уствари тие немаат контент во своите текстови бидејќи стварно имаат. Целосно се сложувам со тебе. 21 Savage одличен пример за тоа како еден артист кој доаѓа од трапот може да напредува во својата кариера и да го надмине тоа ниво и таа придавка на трапер да речеме. Ајде да позборуваме малку за другите две песни кои ги слушнавме сега. 100 Mil за мене лично една многу
ќе кажам мотивирачка песна, малце ме подзамисли, текстот имам 100 милиони, еден стил на грайнд, уште грайндам, малце се подзамислив бидејќи карантинов, иако работев, него почнав и пандемониум и се, карантинов за мене направи да сум таква некоја малце поспора брзина, поспоро темпо и си реков, да, J. Cole управо има 100 милиони, а немам 100 милиони и морам да убацам пак у пета и да пробам пета брзина и да пробам пак да пробам да ги направам 100 милиони и уште тоа и тогаш пак да видам. Некако од тој аспект многу ме мотивираше и многу ми даде некоја таква енергија и искрено ми изненади дека да, знаев дека и он е во некој hustle mode и во тој mixtape mode што го вика Курчо, али дека е до толку запален, не очекував. Така да за мене поише како контент, како начин на кажување, како таа директност и таа мотивација, многу добро ми звучеше и ја ќе кажам дека рефренот ми е малце репетитивен. Намерно е тоа така направено. Апсолутно. Мислам дека ова е поише, знаеш како? Ова е направено можеби единствениот атемпт за нешто да биде малце радио френдли, но на крајот на денот не мислам дека на J. Cole му треба такво нешто, нема потреба од песник на албумот кој што треба да бидат пласирани за на радио или за некои други платформи, но мене 100 Mil, иако ја сваќам целата поента околу песната, го обожавам овде и бас. Не знам зошто, но ова ми е најнеомилената песна од целиот албум. Воопшто не дека не ми се свиѓа, не се работи за тоа, но сите други 11 ми се многу подобри него ли оваа. Оваа некако според мене ми е најслабата и не е ни скип, не се работи за тоа. Едноставно од сите овие толку се сите траки квалитетни, што ова искрено мене ми е најлошата од сите нив. Но знаеш како, кој што кажа многу убаво го кажа тоа, mixtape Cole, брат. Целиот албум, барем јако долг J. Cole фан, кој што го почнав да го следам од 2009 година. Од микстейповите. Да. The Warm Up, The Come Up, Friday Night Lights. Мислам дека буквално се тоа што тогаш правил и на начинот на кој што звучал тогаш, мислам дека овде само го има тоа сумирано во некако многу по енергично, многу по-оштро, многу по-возрасно. Ама и со многу повеќе знаење 10 години покасно. Апсолутно, да. И мислам дека и тоа е целта на самиот албум, каде што тоа и го кажав преска. Имам 32-3 години, I still got it. Као, не се зафркавајте со мене, не мислете дека ова не се работи, ова не е албум кој што можеби е толку многу relatable со сите луѓе. Ова е J. Cole каде што се докажува дека е многу подобар и дека знае да биде уште толку подобар над сите други да биде. И тоа мене ми се допаѓа, бидејќи јас сакам таков рап, сакам рап кој има содржина, но во исто време има и помалце курч, има и помалце attitude, енергичен, директен, битовите се добри, мене овде битовите ми се одлични, сите ме возат, разновидни се, повеќе ми се допаѓаат рап битовите, но и оние кои се бумбап ми се окей. Така да за мене е ова баш онака квалитетно рап парче, рап албум за кое скоро да немам замерки. Тоа дали колку ќе го слушам и што ќе остане од тоа ќе видиме, но вако прво слушање ова е се што ми се допаѓа кај рапот, онака има од време на време нешто паметно се кажува, има курч, има цепо нешто, има гостувања добри, баш ми е комплетен албум, добар како што треба да биде. Многу значајно за денешно време, не е многу долг, тамане, 12 песни, 39 минути, лесно се слуша, песните се релативно кратки, онака мислам дека е погодокот. Види, и мислам дека, знаеш како, и тоа е поентата, овде има буквално еден панч во самиот албум, кај што вели дека тој ќе ги направи нивните бројки на другите рапери, без да извади дабл диск, бидејќи денес се знае дека тоа е малце чидинко, онака ако извадиш малце подолг албум со 20 и кусур траки, дека е несомнено дека ќе добиеш 100K first week numbers, и мислам дека J. Cole моментот кога дропна албумот, серверите на Spotify падна, јас знам дека у првите 15 минути не можев да го слушам. Дарко баш сега пред буквално 5 минути кажа дека на чартовите на Spotify, ако не се лажам, дека е 9 од 10 се најслушаните песни, така? Да, Викендов од 10 најслушани песни 9 се на J. Cole, што е многу лудо. Тука сега ти поставам едно прашање, дали бидување real може да ти донесе популарност, слава и успех? Дали е ова добар пример за тоа или не? Па да, брат, и знаеш како, и самиот J. Cole го вели тоа во еден лајн на неговиот албум, каде што многу луѓе флексаат, преголема е сатурацијата со флексање онака и со зборење работи и представување на живот, кој што не е нивни, едноставно као знаеме тие пари од каде доаѓаат, и баш тој толку тоа го вели, као даја перспективата на рапер кој што сака да успее, но е броук и нема пари за да ги плати сметките. At least that
perspective is real. Тој тоа го вели и ја потполно се слагам. Го имаме зборено и тоа, и имаме зборено дека фали таа перспектива во рапот бидејќи премногу се појавуваат онака секој втор рапер е таков исти и едноставно као е клон на претходниот. И премногу се живее по онаа поговорка fake it till you make it во рапот. Апсолутно. Што пред 20 години да, може да и беше некој рецепт, али денес и денес е рецепт да, ама сите кога пробуваат да го прават автоматски губи на значење. И знаеш како на крајот на денот тоа е каде што баш тоа тебе ти го зборев. Мене е искрено омилен албум од на J. Cole ми е For Your Eyes Only, каде што албумот ко парче музика во целина е многу по-длабок, многу по-тежок, каде што J. Cole е многу поискрен, многу по-спуштен на земја, не збори толку многу за своите достигнувања, туку збори за своите грешки, за својот живот, неговите предизвици кои што ги има со неговата ќерка, со неговиот син, со неговата жена, и тој е многу по-relatable, многу е по-deep за разлика од ова, но на крајот на денот е многу поедноставен и е многу направен за секојдневниот човек да се поврза со него. Ова не е тоа. Ова е буквално J. Cole си го зима се тоа што го има, се враќа во својата коледж куќа и почне да пишува, си прави дрилс, прави некоја чудна конекција со кошарката и љубовта за кошарката со музиката. Почнува да пишува многу и овде единствено нешто што е поразлично кај Кол е каде што е тоа што е тој многу поостар. Многу е поостар, многу е по онака као умен на еден начин и го користи сето тоа знаење да го формулира овој албум и да направи едно дело кое што мислам дека за одјава кој што вели тој е феноменален онака аутпут за да си заменеш и да те снема од играта, ако веќе тоа е планот. Он сака со ова да се одјави? Искрено се надевам дека нема, но тоа се неговите планови, тој тоа го кажа. Доколку извади нешто, ја мислам дека поише ќе од делот од Dreamville неголи неговата соло кариера, но мислам дека поише ќе влезе во она, кој што рековме во формата на CEO, record label executive, тоа што сакам да го видам да биде водич за младата генерација, бидејќи под него има феноменални артисти ко Бас, ко J.I.D, ко Earth Gang и сакам и тие да успеат. Го сакам Лут да видам што ќе извади. Така што ако се одлучи на тоа, I'm all for it. Као сакам да видам J. Cole како ги носи младава генерација напред. Многу убаво кажано. Ја мислам дека Мигос ако го направат тоа треба да се одјават во ваков стил, на висока нога да се одјават, а исто така кога го спомна Бас, морам да спомнам и фристайлот на J. Cole кој излезе неколку денови пред албумот, каде што ги спомнува Бас дека го носи на грб, дека го дава грбот за дека му го чува грбот на некој начин, дека го дава тоа за него. И јас би сакал да го видам. Мислам дека на J. Cole таа улога би му одговарала многу, да биде повеќе и така секој ден е во студио работи, да работи со новите артисти, бидејќи он има кажано, се што треба има кажано за еден рапер. Има кажано и паметни работи, се има и докажано дека може да прави работи, има и раперски муабети, има и многу conscious муабети, ги научили младите. На крајот на денот има и премногу корни муабети што ги има кажано. Да. J. Cole има и неколку корни, така што мислам дека има пројдено низ секоја сфера, секоја случка и секоја фаза и секоја работа што може да се случи на еден рапер низ неговата кариера, веќе му се има случено. Нема нешто што нема искусено. И убаво го спомна фристайлот каде што човекот е на мисија, брат. Мислам дека рапер со 10 години, 12 години кариера нема да иде рандом да се појави на LA Leakers и да бара фристайл, да му се фрлат 2 бита и да ги искине. Мислам дека тоа беше направено буквално ко најава, да, со цел да као сакавте албум, еве ви албум и за оваќе албумот дека знам да рапувам 5 пати боле него сите вас. И мислам дека тоа е уствари целата приказна и затоа постои фристайлот кој таков, бидејќи него гледаме Кендрик Ламар да прави најава за албум со фристайл. Едноставно мислам дека целта е да покаже дека знае да рапуе. И мислам дека тоа го прави феноменално на највисоко ниво до сега што го има направено. Се сложувам со тебе, се сложувам и со Андреевска која вика после толку треш токинг, ова е многу голем slap in the face за сите што го ругаат J. Cole. Може би не го ругаа, но сите што го подценуваа на некој начин, може да се каже. Биг ап до Курчо кој знам дека е голем фан, J. Cole is the shit. Мора са тука да направиме да ставиме на црта, да кажеме јас и ти прво единствена работа што не ни се добаѓа кај албумов и да го поздравиме на нашиот човек DJ Neox. Што е најлошата работа за целиот албум? Може да ми кажеш? Да, не можам да го најдам никако на Spotify, брат, и мене тоа ме вади од такт, бидејќи не сваќам,
Знам дека Neox конкретно има shout out to Neox, знам дека има он проблем со тоа. Ја немам толкав проблем бидејќи мора да објасниме, проблем со стилизацијата да. на насловите на песните. бидејќи овде искрено мене ми е uncalled for. Као стварно не гледам потреба зашо вака треба да бидат направени. Единствената причина која што би рекол дека J. Cole го прави ова со намера е тоа дека и ова е као од мене не е ни докажано, едноставно дека ги тера луѓево за целиот албум да го пуштат. Не знам дали е тоа точно или не. Мене ми е единственото логичко размислување онака што зошто би можело тоа да е така. Но не гледам причина. Има артисти каде што ги стилизираат ко MF Doom, така all caps. Има некои такви артисти кои што го прават тоа. Ова не знам зошто постои бидејќи J. Cole никогаш ова го нема правено. Единственото нешто што го има правено е на KOD каде што имаше некои чудни наслови и For Your Eyes Only каде што четворката цело време ја пишуваше на тој начин. Со for као го менуваше со 4. Така што не знам искрено од каде доаѓа ова, но мене ме нервира лично бидејќи не можам да ги срчам песните и да ги пуштам една по една доколку сакам тоа да го направам. И многу лошо изгледа на Spotify. Тоа што каже може би прави некаква логика, но и мене многу ме нервира. Јас искрено сум против тенденциозна стилизација, иако повеќето се такви намерни, но кога се претерува со тоа и кога, да речеме, ако некој артист има одреден стил или одреден проект да има одреден стил, окей. Ама кога се претерува, мислам да се прави хаос од многу аспекти, па почнувајќи од тоа кога пишувавме ние текстот, не можевме да се погодиме на кој начин ќе ги пишуваме за да бидат унифицирани на секаде, или го ќе пишуваме сега топ 10 листата, како да ги напишеме, како да ги срчаш на Spotify. Се мислам дека се јавуваат само еден куп проблеми со тоа. Ова е добра тема, ќе ја начнеме некад. Неокс ние пише уште од поодамна, ќе ја начнеме некад ќе ја збориме, бидејќи е доста интересна тема за зборење на музичката сцена, посебно од денешно време кога може да се закачи се на YouTube и на Spotify под било каков наслов, не си никако ограничен. И за крај мора да кажеме, да даеме лайт и на негативните коментари кои ги добивме во чет. Има некои луѓе на кои J. Cole и не им се допаѓа толку, или можеби како артист им се допаѓа, но не им се допаѓа конкретно овој албум или не има ништо посебно. Ќе го поздравам нашиот другар Хари, кој ми пише дека не е албумов ништо посебно, same old, као J. Cole, као и до сеа, досадно е истите работи постопати. Ја не се слагам баш со тоа и баш зборевме од чет. И само сакам да го најдам и коментарот на Драги, и знам дека Not Miki се сложи со него. Знаеш како, дури ти го вараш коментарот, ја ќе кажам нешто уврска со тоа. Ја буквално и го реков тоа, го пишав тоа во самиот текст, каде што ги употреби зборовиве дека ова е само уште еден J. Cole албум, ама е најдобриот J. Cole албум до сега, бидејќи стварно не нуди некоја поинаква перспектива неголи пред сите претходни негови албуми. Но тоа е тоа, мислам дека албумот не беше целта не беше таа за да покаже некоја поинаква перспектива, туку да направи еден збир од сите претходни и да го извади само најдоброто од нив. Драги вика, од аспект на битови не ме вози, немаше нешто што ми е лесно за слушање или што ме движи, едноставно ни на трака не ми најажи кожа, нема што да се елаборира, лично чувство е. Со него се сложи Not Miki, така да имаме некои негативни коментари, кои што нормално музика субјективна работа, може да се свига, може да не ти се свига, и тоа е фер и тоа е окей, но ја морам да кажам во кратки црти за мене што е тоа што најмногу ми се допадна, тоа што добивме во исто време квалитет, енергија, окей содржина, таман, како што јас сакам, не сакам и предлабоки хип-хоп албуми, не сум човекот што сака длабока музика. Посебно некога е некој дип рап кај што не се ни разбира на самиот артист што сака да каже. За мене е совршениот баланс, јас сакам ваква музика конкретно и за тоа многу ми се допаѓа, плюс J. Cole е артист кој го следам од Mixtape Call, од не знам, од пред албумот или да речеме од деби албумот кога се појави, кога беше свежа крв и ми се допаѓа ово. Едноставно ми е најдоброто што можам да го побарам од еден рапер. И мислам дека ќе ми остане како таков, не знам колку време ќе го слушам, ќе ставам песни во Сарато, ќе ставам песни по плейлисти. Едноставно тоа е тоа. Сега кај ќе го рангираме, ќе видиме до крајот на годината се најавени други албуми, ќе видиме, но мислам дека во прав момент излезе бидејќи немавме ваков добар албум, едноставно каде што има и добри синглови, каде што има и содржина, каде што има добри фичер, каде што нема премногу песни. Немавме ваков солиден албум до сега 2021, а и 2020 не се сеќавам више. Апсолутно, да. И мислам дека тоа е, знаеш како, тоа е веќе одлика на
на seasoned ветеран со онака, би рекол, артисти кои што знаеш дека можеш да го очекуваш тоа. Кога зборевме за за артисти кои што очекуваме од нив албуми, мислам дека пак се тие The Usual Suspects, значи знаеме дека ќе добиеме квалитет од Drake, знаеме дека ќе добиеме квалитет од J. Cole, знаеме дека ќе добиеме квалитет од Kendrick, но само во кој домен ќе го добиеме тоа. Знаеме дека ќе биде квалитетен, но што ќе биде тоа што ќе го извади. И на крајот на денот мислам дека Cole си го направи своето, баш кој што кажат ова е микстейп Cole, можеби и тоа е причината дека луѓе не го сеќаат толку албумот, бидејќи не го слушале толку долго и ја немаат преслушано, не знаат од каде доаѓа. Но ако го преслушате J. Cole во 2009, 2010 и 2011 година, па се до Cold World, каде што тој ја направи својата промена за да стане она мејнстрим рапер, за после да се врати пак назад и да стане тоа што е денес, мислам дека многу ќе сватите од каде влече тој инспирација за сега моментално за да пишува такви текстови кои што пишува, да вади флоус кои што вади и да рапува кои што рапува. И мислам дека тоа е тоа единствено доколку се вратиш таму и го ислушаш и сватиш од кај доаѓа, мислам дека ќе овој албум поише ќе ти легне. Ама кој рапер не доаѓа од такво нешто? Мислам дека Дефинитивно. сите рапери доаѓаат од таму и сите рапери имаат дел од нив со раперски муабети кои што сакаат да се докажат. А Нормално. артист кој има кажано многу паметни работи и голема содржина позади него, има право пак да го каже ова. Мислам не Апсолутно, само што има право него. посебно кога ти е ова, излез од хип-хоп музиката, брат. Да не забораваме тоа, човекот кажа дека ќе се пензионира после овој албум и мислам дека ова беше одличен момент за да го направи тоа. Тоа беше нашето размислување, нашите многу центи, не се само 5 центи долг муабет. J. Cole The Off Season, може би го кренавме хајпот повеќе од што треба, но ние сме хајпнати, го слушнавме повеќе пати, едва чекавме и едва чекаме да извадат албуми Migos, Drake, Kendrick, сите останати најголеми артисти и сите други артисти од кои се очекува проект.